Оброкот е моментот кој што го чекавте и се разбира делот од нашата утринска кој што го посветуваме на здравата храна, интересни, убави рецепти, а секогаш кога ни е Тања Туринџиева во нашето студио, јас секогаш тоа го споделувам со гледачите и знаат што да очекуваат, знаат дека ќе очекуваат интересен, специфичен рецепт, при тоа здрав, при тоа брз за приготовка и нормално убави совети кога станува збор за исхраната и кога станува збор за здравието. Добре ни дојде. Добро утро, добар ден, добро ве најдов на фреквенцијата на Телма телевизија. Секогаш со некои интересни рецепти, кога се договаравме што ќе правиме овој пат, се уште останува амарантот, пошто го ветив дека ќе го приготвам. Меѓутоа, некако сега сме во период на пости, па се нешто се прават вегански рецепти. И многу е ин и интересен е намазот од наут што го прават сите и мене ми текна дека можеме да направиме намаз од граф и да има истата функција. Посветен на нашиот продуцент и организатор, кој што го викаме Графчев. Така. Зашегувам. Така да ќе направиме еден намаз од граф кој што ќе биде во вид на брускета заедно со свежа салата, многу интересен рецепт, брзо се приготвува, така да нема да има никаков проблем околу тоа што е, на крај ќе дегустираме, ќе видиме што све сме направиле. Вие реков дека тоа ќе биде брзо, здраво и корисно, така што дефинитивно ќе имате можност да се уверите дека и од граф може да се прави добар намаз. Ништо не му фали. Точно. Ајде почнеме да фатиме за работа. Како си ти периодов? Па, да кажеме дека сум добро. Здрава, жива, фала Богу. Секогаш позитивно расположена. Така треба. Добро. Малку не бев тука. Ова графче е црно, за да така се двоумев измеѓу белото и црното, ама некако белото ќе беше поклопено со намазот и ќе изгледаше како телевизиски немаше да изгледа, немаше да има ефект. Така? Па да, ова е малку повеќе присутно, повеќе присутен е во овој граф протеин отколку скроп јаглехидрат, така да секој по избор, кој како сака и кој како му е желба. Добро, само извини за графчево, само да те допрашам. Ајде. Можам и да си го сварам белото дома да го приготвам конзервирано, така, без разлика како? Без разлика, има сега и приготвени кои што се само со сол и со вода, па можеме да се биооргани кои што може да се заменат. Добро. Така да многу е важно што сакаме да постигнеме и да направиме. Сега, јас ставив и различни зачини, пошто гравот бара покрај маслиновото масло што ќе го додадам и солта, направив едно домашно песто на база на внатре ставив орегано, ставив босилек, ставив маслиново масло и сол и за тоа има интересен мирис ако го чувствуваш. Не сакав лук свесно да ставам, а обично ставам лук. Ставај си, не е проблем. Само ќе се договараме кој е на смена, пошто имаме некои кои што обожаваат лук, имаме некои кои што не обожаваат. Не можат да издржат овде. Ќе го исцедиме лимонот, пошто и него го ставам натре во самата смеса. Сега густината е различно и ќе се потрудам пошто одиме во живо, се добива различна густина на сето тоа, за да не претераме да го направиме течно, па да не можеме воопшто ни да го намачкаме. А што во тој случај? Па затоа земав сирови бадеми и лешници, па да бидеме. Ставам често семки од сончоглед свежи, не печени, не солени. Добро. Те прекинав кај празот кога го... Значи може лукче, кромит, праз, било што се трпи све. Сега, кога бев на гости кај моиве, кај децава во Берлин, им правев некој ваков сличен, ставив и жива пиперка, се што имаше останато дома, што не дојадува, веганско. Ставив и им направив оние крстија здрава паштета. Така да, се тоа е индивидуално. Се тоа, сега маслиновото масло на крај, за да можеме да го изблендираме. И ќе додаваме постепено, за да не го направиме, како што кажав, премногу да биде... После густината си ја правиме со јаткастиве. Ако веќе префорсираме да не имаме таа компактна смеса која што ќе биде претечна, тогаш ќе додадеме бадеми, лешници, ореви, се, затоа што ќе упијат
Ќе упијат, ај сега да пробаме, малце ќе биде Само бучно. види прво дали е вклучено Јас во... мислам дека е вклучено, пошто кога ја правихме подготовката со едено... Тањич, чекај, извини. Еве го гледам кабел. А, не, ова е од ова. Не, Добро, ја извини. мислам дека е Добро. вклучено. Многу Преска апарати. пробавме. Пошто одиме во живо, да не... А да кога си во живо, е. Види, ние во живо разни ситуации сме имали, имаш можност да видиш. Така малце да, да го одморам. уште фала му на Бога Да го не ни протресам. експлодирало нешто од овие апарати. Иначе другото... Е, добро, да, кога си во живо, да се случува се. А мислам дека одлично погодивме Да, пустината. за тоа гледам и јас. Некој што редовно прави вакви намази, кои што се интересни, кои што секој може како сака да го направи, мислам дека нема грешка. И можеме и на крај во свежата салата да го дадеме како дресинг. Ќе видиме, ќе оцениме. Готово. Јас мислам дека е одлично. Супер. Сега ќе провериме уште еднашка. На лице место. Да. Ќе провериме Густината. ако треба. Мислам дека е одличен намазот. Да. Нема потреба од дополнителните јатки. Ај сега. Да дегустираме. Имаме полека, Или уште имаме ќе време, правиме? ќе правиме Не, ја викам сега. да видиме дали ни се видиме погоди. продуктивни на крај. Мислам дека крајот ќе го краси Добро. делото. Земав да направиме како брускети, нели, кои што се од хилјино брашно со семки, многу често домакинките си готват. Така да ќе го ставиме, ќе го намачкаме на самото како двопек е ова, многу е вкусно и многу ја дава посебен вкус сите семки кои што се печени. Сега дома секој кој што е љубител на домашен приготвен леб си прави најразлични лебови со семки, Така е. безглутински со пекачите кои што ги зимаат. Сега да го разубавиме од згора да не биде вака само Да. ставено. Јас често знам да ставам магданос. Малку колор да му дадеме. Да. Па и сега кога ќе ја приготвуваме салатата свежа, пошто знаете дека секогаш кога ќе било каков рецепт дадам, секогаш велам дека да земеме едно убаво шери. Ево, да биде шо поколоритно, јели? Така е. Па затоа и спомнав, затоа што ти си секојаш инсистираш да биде колоритно, убаво за око. И е така, нема потреба да додадете внатре заради густина, можете да ги додадете цели како декорација. Одлично. Ево би. Многу во изгледа. Како ли ги Видите колку е издржиме? вкусно. Како ли ги До крај, издржиме? до крај? До крај, без тоа да се проба. И еве Жан, види, нека видат и гледачите. Така. Океј. Ај сега да одиме. Или са кај тебе? Кај тебе. Добро, ти направам место. Можеме да го Можем. вака. Могу да поместим. или фатив погрешен кадар, се едно во живо одиме. Нема проблем. Ајде. Одиме на салата. Значи, салатата Што би рекла Тања, мора да има салата. мора задолжително, Задолжително. абсорбцијата на хранливите продукти и подобро варење на храната како ќе биде. Марула или ајсберг, беби рукола, беби спанаќ, уште доматите не се, меѓутоа за мене може да бидат и шери томатините. Една лажица да земам да ја ставам, да биде што поколоритна. Добро, споменавме што имаме овде. Набројавме. И сега можеме се што е друго дополнително сезонско да го измешаме внатре. Нека остане лажицата, пошто Ќе ни мешаме, треба. готово. Да. Ајде, прво со Што треба краставицата. кажи? Не е проблем. Не е периодот, меѓутоа почнуваат веќе краставиците да бидат присутни на пазарите. Дури на крај може остатокот од семките од сончоглед да ги додадеме. Нема грешка да направиме, да бидат повкусни.
А викаш пиперката, што колку истово што е. може, односно намазот може да се... Маслиново масло. Да? Може, ама за јас го ставив во самиот намаз за да биде и не ставив многу лимон, пошто не знам кој како ќе посакува да биде. Намазите се многу практични, во последно време многу ги Многу се практикуваат. ин. И само не само што се, многу не се само практични за луѓе на работа. Еве приметувам по колегите кои што нели ќе земеш двопече или леп или небитно кој што и многу брзо може да се направи оброк, а при тоа да не е суво, да не мора да бара, да купува, нели така натаму. Но мислам дека се тежне е бара на свитско ниво да биде све поише домашно направено. Зашо да не направиме домашно? Ако имаме желба и ако имаме се до желбата и до љубовта која што И јас би рекол желбата, така е и љубовта, а заради тоа што не Сега да може не да се говорим- жалиме дека немаме време, бидејќи ова не бара ни многу време. апсолутно. А ако ние сме добро организирани, ако направиме да сето тоа ни биде приготвено без никаков проблем, нема да имаме. Теце, намаз ќе имаме денес. Од граф. Од граф за граф. Ајде сега, се она што е вкусно, пролетно, на крај ширите. Прво ќе додадеме, сега, шири томатинот не трпи лимон. Во зависност од тоа, нив на крај ќе ги додадеме. Знаеш, брзината. Сега, пошто станува за лиснат зелен зеленчук. Лиснатиот зелен зеленчук бара маслиново масло за да упие. Има тука липовитамини кои што им треба масло. Јас ќе додадам маслиново масло. Да мешам? Ти мешај го за да може да упие. Чекај малку сол да ставиме. После нормално кога ќе дегустирате, ќе си додадете секој сол. Јас го додавам солот, ама не го практикуваш, не го практикувам, а не во големи во големи количини. количини. Одиме со шири доматините. Ќе ги чарам, или ќе бидат на крупчиња, или ќе бидат... И сега воопште нема да дадеме лимонче или Па оцетче? не, шири доматинот генерално не сака лимон, така да по желба некој може да си додаде, јас ќе оставам другата половина, ќе исцедиме, може и не мора. Може и на страна да тргнеме дел од салатата, па да направиме со како мешавина. Значи изборот можеме сами да си го направиме Јасно. како ќе биде. Можеш комотно малку одели од салатата и ќе направиме за сите оние кои што не се по брускети, можеме да ставиме еве во некој сад друг малце од свежата салата, па да го направиме како извади од сето тоа. Па да го направиме и како да видите дека може и како намаз да го искомбинираме и искористиме гравот. Добре? Да. Тука да ставам? Аха. Ајде, сега слободно може да се измеша. Скроз да го мешам? Мешај, промешај. Да добие една компактна смеса. Ај, Добро. Мешам. знаеш што се вика зачин љубов. Да. Се што ќе приготвиш да биде приготвено со многу љубов. Добро? И сега и остатокот од ширите, за да бидат. Значи види колку варијанти направивме. Еве. Добро. Овие треба да ги мешам? Измешај ги, зашто да не, а другите нема да ги мешаме. Кој ќе го ставиме се изгубат. Магданов. Нема да се изгубат, сега. пошто уште ќе додадам. Добро.
Таа некој може и лимон да си додаде ако има Јасно. жел, ако сака. Кога ќе дегустира. Ама сега овие нема да ги мешаме, да. Да ги мешаш. Добро. затоа што на крај ќе го додадам магданосот. Ова можеме да го измешаме. Како добро изгледа. Одлично. И живи бои се. Сега да земам да ставам ајсо. Македоновче. Ево оваа салата, пошто веќе на брускетите додавме. И еве го оброкот кој што го приготвивме, здрав оброк. Денес кој што го приготвивме денеска. Но најбитното ни беше намазот од граф, кој што можете Тоа, кој да што си го го направивме практикувате. у неколку можни варијанти. Така е, и може да се прави и во може да различни се прави поразлично од секојдневието, нели? Пошто Така е, се па ин затоа сме рековме тука. намазите од леблебија, еве ние ќе направиме намаз од граф. Реков ја дека ќе изненадиш ти пак со некоја нова идеја и успешно тоа го направи и денеска, ќе те видам следниот пат. Морам, амарантот ми е нешто што морам да го направам во наредна некоја прилика, во наредно гостување, Обавезно. затоа што го видив и на широката публика, ги видив и на оние кои што се нарежем наистина, пошто најтешко им е некако да го приготват од сите безглутенски житарки. Амарантот посебен е, бара многу љубов во однос на приготовката, така да и тоа ќе го сториме. Следете на наскоро и тоа. А кога реков следете на YouTube ги имате сите досегашни рецепти кои што сме ги правеле, па и овој денеска за многу кратко време ќе можете да си го погледнете и да го подготвите. Благодарам многу. Благодарам и вам, поздрав до гледачите на ТВ Телма.